Ракометарките на Стибот Штип загубија од Куманово на гостински терен со резултат од 34-27 во мечот 16-тото коло на Суперлигата. 20 на минути Стибо резултатски се држеше, а потоа Куманово успе да направи разлика и да се одлепи на 19-13 на полувреме. Веќе стекнатата предност Куманово само ја одржуваше, а Стибо немаше сили да направи изненадување, па се соочи со пораз и во Штип се врати без бодови. Маријанчево очекувано беше најдобар стрелец за Стибо со 14 погодоци, но не доволно за триумф. А пак кај Куманово исто така очекувано најдобар беше Маријана Силва Азеведо која постигна 9 гола. Шампионот Ѓорче Петров го декласираше Пелистер во битово со убедливи 10-32 во меч кој за ловиците беше само тренинг и меч на рутина. Чар го доби соучувањето со Вардар откако славеше со 33-27 со одлично отварање на мечот кога Чар имаше серија од 7-1 на полувреме беше 17-11. Лошо отварање над преворот се рефлектираше во второто полувреме и Вардар ки нема сила за да стигне до изненадување против фаворитот, па се соочија со пораз. Билина Дамчевска со 9 гола беше прво име кај Чаре, а пак кај Вардар се истакна Ивана Трифуновска со 6 гола. Спартак доби службени бодови од мечот со откажаниот Металург автокоманда. Во однос на табелата Ѓорче Петров е на врвот со 29 бодови, Чаре е втор со 20 бодови. Формула на табелата на третото место е Металург автокоманда со 20 бодови. Вардар е четврти со 18 бодови, Куманово е пети со 13 бодови. Екипата на Стибот Штип го држи шестото место на табелата со 7 бодови, Спартак е седми со 6 бодови и го напушти дното, а на последното место е Пелистер со 4 бодови.